заедниците. Слушајќи ги колегите пратеници кои што претходно дискутираа, очигледно имаме многу забелешки по однос на ова законско решение. Затоа беше и организирана таа јавна расправа која што се случуваше изминативе денови, на која што многу представници на заедниците, невладини организации, експерти и луѓе со познавање од оваа проблематика дадоа своја забелешка. Јас во интерес на вистината ќе кажам дека законот, основниот закон, односно првиот закон е донесен 2008 година, Законот за правата на заедниците во Република Македонија. Во 2009 година е формирана Агенцијата за остварување на правата на заедниците и она што сега пробувате да го наметнете, не би сакал навистина да го политизирам овој закон, дека концептот едно општество за сите и интеркултурализам почнува од сега, не е точно, затоа што тоа веќе е случено во изминатиот период. Некој од колегите дискутанти претходно рече дека законот не е идеален. Нема закон идеален и нема да очекуваме, меѓутоа тие јавни расправи и тие дискусии кои што ги водиме тука, заедно со забелешките, доколку имаме слух, да ги слушнеме сите оние забелешки на луѓе кои што практично се среќаваат проблемите, луѓе кои што практично увиделе кај се проблемите на законот, ги имплементираме во ова законско решение, можеме да добиеме убав закон или солиден закон и повторно ќе кажам дека и самото законско решение какво и да е, доколку практично не ги имплементираме сите забелешки по основ на тоа законско решение, не сме направиле ништо. Така да, концептот едно општество за сите интеркултурализам е само продолжение на основниот закон кој што беше донесен во 2008 година од владата на ВМРО ДПМНЕ. Ние во изминативе денови разговаравме, имаше одредени забелешки. На јавната расправа се најдоа, значи луѓето кои што дискутираа навистина дадоа сериозни забелешки по ова законско решение. Така, например, дел од дискутантите не би ги споменувал, меѓутоа можам вака таксативно одредени забелешки кои што јас ги фатив од таа јавна расправа, беа дека разочарани сме од предлог законот, кои слободи и права, темелни вредности во Уставот ги имаат припадниците на помалите заедници. Дополнително друга забелешка, во членот 2 не се прави разлика меѓу етнички и национални малцинства. Телата предвидени во законот треба да имаат извршна моќ. Друга забелешка, законот не треба да упатува на други закони, тој не е подзаконски акт, треба во законот да се обрне внимание на дискриминацијата. Уставно имаме помалку права во однос на другите заедници, забелешка на еден од дискутантите. Имаме само малцински права, со Охридскиот раговен договор бевме малку подзаборавени како трета категорија. Предлог законот не задира во сршта на проблемот и нема многу да ја промени состојбата. Очекувам предлози за подобрување на законот и не сметам дека е добро ова што стои во моментот. Мора да има критериуми за избор на директор, не може со медицински факултет да биде директор, казни мора да има по злоупотреба на буџетските средства и други дополнителни забелешки. И она што е најголема, значи во 27 члена, ако не се лажам, се зборува во 12 члена, од 29 члена се зборува за начинот на избор на директор. Мислам дека тоа не е најсуштинско во ова законско решение и затоа колеги пратеници од заедниците кои што учествувавме денеска во дискусијата, замолувам и барам пред се од вас одредени амандмани за да го подобриме ова законско решение, а ВМРО ДПМНЕ како што работеше во изминатиот, во континуитет и конзистентно во оваа фаза ќе даде целосна поддршка на измените, односно на продолжувањето на постапката за донесување на овој закон, а секако дополнително со разговори со вас, со заедниците, можеме да учествуваме и амандмански за подобрување на ова законско решение и на крај да добиеме едно квалитетно законско решение кое што ќе ги подобри правата на заедниците во Република Македонија. Меѓутоа, на крај би кажал, доколку теоретски не ги спроведеме оние измени
на ова законско решение, повторно ништо не сме направиле и некој друг парламентарен состав ќе се најде во ситуација повторно да разговара за оваа тема, што мислам дека треба веќе еднаш за секојаш да биде надмината тема во Собранието на Република Македонија. Ви благодарам.